Кавадарци е општина позната по тоа што во незиниот атар гравитираат најголем број рурални села, равничарски и ридско-планински, околу 39 на број. Со тоа, ова општина може да се пофали со најбогати ресурси и со многу убави села, кои го задржале својот етно карактер. Едно од нив е и убавото ридско-планинско село Бегниште, распослано на над 350 метри надморска височина, со вредни домаќини, како дома, така и во поле. На покана на председателот на местната заедница Бегниште, доктор Киро Делов, нашето возило грабеше по новата асфалтна лента и ни треба добри 10 минути да стигнеме, обкружени од двете страни на патот со плодороден килим од лозови и овошни насади. Зашто, како што ни рекоа селаните кои ги посетивме на денот на селската слава Мала Богородица, Бегнишката земја е една од најродните, зашто бегништани се познати со одгледување на најквалитетно и најсладко овошје, но и во секој двор има и фолии за развој на градинарски култури. Секој семејство просечно има по 1 хектар лозов насад, кој ако е под вода, може да роди и до 20 тони по хектар. Откупот е организиран преку компанијата Повардарје во Неготино. Инаку село Бегниште пред војната било многу живо село и имало околу 380 куќи, а сега околу 180 и се одликува од другите села што е прво село во кое е воведена електрична енергија, а селото е снабдено и со водоводна и канализациона мрежа, како и со мобилна телефонија. Бегниште има и основно подачно училиште порано насловено Дешка Тошева, а сега го носи името Тоде Хаџидефов со 30 ученици во мешовита настава. Има обезбеден превоз, а за страстните риболовци тука и селската река Каменица, каде можат да ловат сладководна риба, но и во Црна река и во Тиквешкото езеро, кое е во близина на селото. Покрај со лозарство, градинарство и понекој љубител на билки со билкарство, екзистенцијата бегништани ја обезбедуваат во компанијата Дресер Маер во Кавадарци, со што невработеноста во селото драстично се намалува. Овие вредни домаќини пазаруваат во единствената колонијална продавница, а земјата плодна и дарежлива им носи приход од кој обезбедуваат најмодерна механизација и најсовремени автомобили, па младите вечерите ги поминуваат надвор од селото. Сепак во животната идила на село Бегниште силно е застапена и традицијата, зашто од старите се пренесуваат обичаите на младите, па така секој домаќинство, кога ги посетивме, не пречека со полни славенички трпези, подготвени за гостите, кои ќе им дојдат за селската слава Свети Мала Богородица. Ние заминувавме, а печатоците ни беа силни и ни оставија слика на весели лица, но и со носталгија дека ако не му се помогне на селото, може да се случи миграцијата да ги земе младите и ги растори со печалбарска желба да заработат што повеќе таму во белиот свет. Но веруваат во локалната власт во Кавадарци и во младиот и амбициозен градоначалник Митко Јанчев, кој заедно со местната заедница ќе сторат се Бегниште да добие нов сјај, да ги премамне проблемите, но сепак во своите пазови да ја чува и негува столетната традиција. Од прилика негде околу 400 жители кои се постојано живеат тука, кои одат до градот, пак се враќаат тука со фреквентно. Од страна на инфраструктура има се, не е проблем. Имате патишта, пат убав? Патот е нов, пред 2-3 години е направен со 2 ленти, реновиране. Потоа сите улици во селото се со бекатон плочки наредени. Годинава завршивме последните неколку улички што беа се завршени благодарение на градоначалникот и општина Кавадарци. После тоа имаме струја, вода стандардно. Енергија, тоа се значи. Тоа се е стандардно. Така, мобилна телефонија имате? Исто така, и интернет и мобилна без проблеми има. Било кој пакет да речеме да го сакаме, достапен е. Нема некои пречки да речеме во тој поглед. Моментално состојбата во најголем дел е земјоделие, исклучиво возија, 99% можам да речам, додека сточарството бележи пат во годините наназад. Сега како е? Моментално
Има уште, да речеме, две фамилии што се занимаваат со говеда што имаат буша. И индивидуално повеќе фамилии што имаат по една, две, три кози, чисто Да. за млеко, за сирење, за своји потреби, да. Так.